Продолжуваме со снимањето на новите предавања по германски јазик, ниво А1 од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова видео ќе научиме како се формираат реченици во случаевите кога сакаме да дадеме некоја наредба, заповед, совет или молба. Начини во германскиот јазик. Постојат три начини во германскиот јазик. И тоа, исказен начин, кој се користи во сите расказни реченици. Например, ти сакаш многу пари. Во случајот на оваа реченица даваме исказ. Вториот начин е императив. Заповеден начин. Императив се користи кога се дава некоја наредба, заповед или пак совет. Например, испи една чаша вода. Во оваа реченица даваме наредба или заповед. И втората реченица, ти треба да се напиеш вода. Во овој случај даваме совет. И третиот начин во германскиот јазик е можен начин или конјуктив 2. На денешното предавање ќе учиме за höfliche Bitte, кој се користи кога се бара некоја молба или услуга на учтив начин. Например, би можел ли да ми помогнеш? Ке започнеме со императив или заповеден начин. Императив, како што кажавме, се користи кога се дава некоја наредба, заповед или совет. Најчесто реченицата започнува со глагол, а завршува со извичник. Ќе кажеме две реченици. На реченицата Ich habe Durst, јас сум жеден. Во императив би одговориле Trink ein Glas Wasser, испи една чаша вода. Чаша вода. Во оваа реченица даваме наредба или заповед. Истата реченица може да ја одговориме во императив со совет. Sie sollen ein Glas Wasser trinken. Вие треба да испиете чаша вода. Второ правило кај заповедниот начин е дека се разликува само второ лице еднина, второ лице множина и трето лице множина или учтивата зи форма. Например, ти јади, вие јадете и вие јадете. Да видиме некои примери. Bleib im Bett. Остани во кревет. Bleibt im Bett. Останете во кревет. И bleiben Sie im Bett. Останете во кревет. За трето лице. Може да се забележи дека глаголот bleiben, зависно од тоа за кое лице се зборува, има различна форма. Правилата ќе ги учиме во следните неколку минути. Заповеден начин за правилни глаголи. За формирање на правилните глаголи во императив. За второ лице singular или du се отстрануваат заменката и суфиксот ст. Значи, од du trinkst во императив останува само trink. За второ лице плурал или ihr се отстранува само заменката. Значи, од ihr trinkt останува само trinkt. И за трето лице плурал или зи се пишува прво инфинитив глаголот, па потоа зи. Значи ги променуваат своите места. Например, trinken sie. Да видиме некои од правилните глаголи која форма ја добиваат во императив. Trink, mach, arbeite, geh,
Learn. Тоа беа за второ лице еднина. Trinkt. Macht. Arbeitet. Geht. И lernt. И за трето лице во множина или учтивата зи форма имаме trinken sie, machen sie, arbeiten sie, gehen sie и lernen sie. Значи глаголот е во инфинитив. Да видиме некои примери. Kinder, macht bitte die Hausaufgaben. Деца, направете ја домашната задача. Значи, во оваа реченица зборуваме за второ лице множина. Поради тоа, глаголот machen останува со наставката т. Втората реченица. Trink dein Tee. Испи го твојот чај. Во оваа реченица се зборува во второ лице еднина. Следни примери. Geh bitte zum Arzt. Те молам, оди на доктор. Овде се користи глаголот gehen. Trinken Sie Ihre Medikamente. Испите ги вашите лекови. Во оваа реченица е трето лице множина, односно учтивата зи форма, и го променуваат своето место со инфинитив глаголот trinken. И последна реченица како пример, bleib im Bett. Остани во кревет. Од глаголот bleiben. Продолжуваме со императив за неправилни глаголи. За формирање на неправилни глаголи во императив, за второ лице singular се отстрануваат само заменката и наставката st или t, зависно од глаголот. Но може глаголот да остане ист или да добие комплетно нова форма, зависно од тоа кој глагол се користи. Сега ќе видиме некои примери. Du nimmst. Во овој случај останува nimm, односно има само отстранување на заменката и наставката st. Du isst. Отстранување на заменката и t од глаголот essen. Du sei. Добивање на скрос нова форма на глаголот sein. Тоа беше за второ лице еднина. За второ лице множина се отстранува само заменката. Односно, од ihr nehmt останува само nehmt. Од ihr esst само esst. И од ihr seid само seid. За трето лице плурал се пишува прво глаголот, а потоа зи. Глаголот е во инфинитив. Но не мора да значи. Nehmen Sie, essen Sie и seien Sie. Да видиме некои глаголи. Прво глаголот nehmen. Nimm. Gib. Lies. Is. Schlaf. И трите последни глаголи се глаголи кои комплетно ја променуваат формата. Du, sei. Останува само sei. Hab и werde. Во второ лице множина, nehmt
gebt, lest, esst, schlaft, seid, habt и вердет. И за трето лице множина имаме nemen sie, geben sie, lesen sie, essen sie, schlafen sie, seien sie, haben sie и werden sie. А сега да видиме некои примери со неправилни глаголи во императив. Gib mir bitte das Glas. Дај ми ја чашата, те молам. Fahr bitte langsam. Вози бавно, те молам. Kinder, seid bitte leise. Деца, бидете тивки. Sei bitte ruhig. Биди тивок. И последниот пример, sprechen Sie bitte langsam. Ве молам, зборувајте бавно. Продолжуваме со императив за делливи глаголи. За формирање на делливи глаголи во императив се користат истите правила како при правилни или неправилни глаголи. Но делливиот глагол си останува деллив, односно се дели. Например, за второ лице еднина се отстрануваат заменката и наставката st. Например, nimm bitte die Sporttasche mit. За второ лице плурал се отстранува само заменката. Nehmt bitte die Sporttasche mit. И за трето лице плурал се пишува прво глаголот, а потоа зи. Nehmen Sie bitte die Sporttasche mit. Да видиме примери од неколку глаголи. Глаголот mitnehmen. Nimm. Па се пишува реченицата и на крајот останува mit. Mach aus. Mach an. Во второ лице множина nehmt mit, macht aus и macht an. И во трето лице nehmen Sie mit, machen Sie aus и machen Sie an. Да видиме некои примери со делливи глаголи во императив. Mach bitte den Fernseher aus. Исклучи го телевизорот. Mach bitte das Licht an. Вклучи го светлото. Mach bitte das Handy aus. Исклучи го телефонот. Mach bitte die Tür zu. Затвори ја вратата. Ruf mich bitte an. Јави ми се. Nehmen Sie bitte die Sporttasche mit. Земете ја спортската ташна со себе. Nimm bitte die Sporttasche mit. Земи ја спортската ташна со себе. Значи, истата реченица користиме
различно лице и поради тоа глаголот немен има поинаква форма. И ни остана уште императив за глаголи со негација. За формирање на реченица со негација во императив форма. Важат истите правила како во реченица без негација, но се додава негацијата после глаголот. За второ лице еднина се отстрануваат заменката и наставката ст, а се додава негацијата. Arbeite nicht. За второ лице множина се отстранува само заменката, а се додава плюс негација. Trinkt nicht. И за трето лице множина се пишува прво глаголот, потоа sie, плюс се додава негацијата. Trinken Sie nicht. Во овој случај даваме наредба и Sie sollen nicht trinken за совет. Да видиме примери со неколку глаголи. Arbeite nicht. Mach nicht. Schläft nicht. Komm nicht. Arbeitet nicht. Macht nicht. Schlaft nicht. Kommt nicht. Arbeiten Sie nicht. Machen Sie nicht. Schlafen Sie nicht. И последниот глагол kommen Sie nicht. А сега да видиме неколку примери со императив на глаголи со негација. Arbeite nicht so viel. Немој да работиш толку многу. Sie sollen nicht so viel rauchen. Вие не треба толку многу да пушите. А сега да направиме мала вежба од сите типови на императив кои ги учевме во ова видео. Обидете се да составите реченица во императив од дадените зборови, но внимавајте на промената на глаголот, зависно од тоа во кое лице ќе се користи. Gib mir bitte das Salz. Дај ми ја солта. Geh sofort nach Hause. Оди веднаш дома. И последна реченица. Seien Sie froh. Бидете среќен. Откако го научивме императив, продолжуваме со следниот начин. Höfliche Bitte, љубезна или учтива молба. Кога се користи? Како што кажавме, постојат три начини во германскиот јазик. Исказен, заповеден и можен. Конјуктив 2. Höfliche Bitte спаѓа во конјуктив 2.
но целосно конјунктив 2 подетално ќе биде обработено во видеата за А2. Höfliche Bitte се користи кога се бара некоја молба, услуга на учтив начин. Пример, би можел ли да ми помогнеш? Како се формира Höfliche Bitte? Се прави со помош на два глаголи, werden и können, кој е модален глагол, кој делумно ја променуваат својата форма. Најчесто има додавање на буква или умлаут. Глаголите во конјунктив 2 добиваат малку поразлични суфикси и секогаш стојат на почетокот на реченицата. Кога со модален глагол или со глаголот werden се комбинира друг додатен глагол, тогаш додатниот глагол е во инфинитив форма без разлика дали е правилен, неправилен или деллив и секогаш стои на крајот од реченицата. Пример, würden Sie bitte meine Brille reparieren? Да видиме разлики. Würdest du bitte die Tür zumachen? Би ли ја затворил вратата? Könntest du bitte das Fenster zumachen? Би можел ли да го затвориш прозорецот? Да видиме кои се наставките за конјунктив 2. Во прво лице еднина е est, en, et и en. Може да се забележи дека наставките на глаголите се исти како на класичните правилни глаголи, со разлика во трето лице еднина, каде наместо т стои е. Да видиме некои примери. Würde, значи глаголот werden се променува во würden. Würdest, würde, wurden, wurdet и wurden. Ги користиме наставките од горната табела. Глаголот können се променува во könnten, значи се додава една буква. Könnte, könntest, könnte, könnten, könntet и könnten. Значи, истите наставки ги добиваат, двата глаголи ја променуваат својата форма, едниот глагол добива умлаут, а другиот глагол добива додатна буква. Правилата не се тешки. Кога се користи Höfliche Bitte? Значи се користи кога се бара некоја молба или услуга на учтив начин. Да видиме некои примери. Würden Sie bitte meine Brille reparieren? Би ли ги поправил моите очила? Würden Sie bitte den Computer reparieren? Би го поправил ли компјутерот? Es ist dunkel. Könnten Sie bitte das Licht anmachen? Темно е. Можете ли да го вклучите светлото? Es ist sehr laut. Könnten Sie den Drucker ausmachen? Многу е бучно. Може ли да го исклучите принтерот? Да кажеме уште едно правило. Исто како и во другите случаеви, едниот подмет во реченицата е во номинатив, а другиот подмет, во случајот директен предмет, е во акузатив.
па според тоа се менуваат и наставките на заменките. Пример во вурден зи бите ден компјутер репарирен, зи е подметот, а компјутерот е директниот предмет. Поради тоа се пишува ден. Овие правила може да ги повторите во претходните видеа кои беа за падежите. Која е разликата меѓу höfliche bitte и императив? Höfliche bitte во конјунктив 2 е многу пољубезен начин на барање услуга, отколку императив со кој се заповедува. Да видиме некои примери за споредба. Schalte das Licht ein. Вклучи ја струјата. Во оваа реченица користиме императив и не е љубезен начин. Bitte schalte das Licht ein. Те молам, вклучи ја струјата. Во оваа реченица исто користиме императив, но е нешто љубезно. Kannst du das Licht einschalten? Можеш ли да ја вклучиш струјата? Овај е пољубезен начин на барање услуга. Würdest du das Licht einschalten? Би ли ја вклучил струјата? Во оваа реченица користиме конјунктив 2 и е повеќе љубезно. Könntest du das Licht einschalten? Би можел ли да ја вклучиш струјата? Овде користиме исто конјунктив 2 и е многу љубезен начин на барање услуга. Значи, истото значење, 5 реченици на различен начин. Да видиме неколку примери за крај. Es ist warm. Würdest du bitte die Tür aufmachen? Топло е, би ли ја затворил вратата? Би ли ја отворил вратата? Könnte ich bitte mit Frau Meier sprechen? Можам ли да зборувам со господја Мајер? Würden Sie bitte den Satz wiederholen? Би ја повториле ли реченицата? Würden Sie hier bitte Ihren Namen schreiben? Би го напишале ли овде вашето име? И мала вежба. Поврзете реченицата со соодветниот начин. Bringen Sie mir eine Pizza и würden или könnten Sie mir eine Pizza bringen? Обидете се да составите реченица од понудените зборови. Entschuldigung, könnten или würden Sie mir bitte helfen? Извинете, дали би можеле да ми помогнете? Ви благодариме на вниманието. Ако успеавме да ви помогнеме во учењето на германскиот јазик, кликнете лайк, субскрайб и предложете го каналот на други кои сакаат да учат.